Дали проверувате точноста на веса кога ќе се способневате во истата? Имате избор од 3 опции, може да одберете насловот, фотографијата, наведените извори во текстот. Почитуван господин Аце Коцевски, градоначалник на општина Велес. Почитуван господин Едвард Гонзалес, директор на Канцеларијата за развој на УСАИД. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, колеги министри и представници на владата на Република Македонија, почитувани колеги новинари, представници на медиумите, граѓанските организации, представници на политичките партии, почитувани граѓани. Денеска сме во Велес, град кој за жал стана светски синоним за ширење на лажните вести. Денеска токму од Велес испраќаме заедничка порака. Велес и Македонија тргнуваат по нов пат и тежнеат да бидат лидери во борбата против лажните вести и пример за одговорна, јавна, медиумска и општествена сцена. Експлозијата на лажни вести е сериозен предизвик на светско ниво. Тие во себе речиси секогаш носат порака на национализам, поделби, раздор, конфликти, тешки емоции и омраза. Преку намерно извртување и манипулирање со символи се поттикнуваат скриени стравови кај граѓаните. Тоа мора да го спречиме. Видовме не само деноиве, туку и низ годиниве наназад, колку штета и опасност може да предизвика пропагандата, дека тие лажни зборови честопати поттикнуваат вистинско и брутално насилство и агресивно однесување. Владата најостро го осуди говорот на омраза и повиците за насилство на завчерашните настани, кои имаа за цел да провоцираат и да ги вознемируваат граѓаните на земјава. Секој има право на протест, но никој нема право на насилство и ширење на вистини. Воедно, владата повика на конструктивна атмосфера за отворена дебата со цел граѓаните на Македонија без страв, заплашување и притисоци да имаат можност да донесат сопствен став за секој отворено прашање, а особено за вака значајно како што е предстојниот референдум за договорот со Грција, поточно за иднината и перспективата на државата. Воедно владата укажа на застрашувачкиот интензитет на ширење на лажни вести и дезинформации преку социјалните мрежи. Имено завчера, за време на насилните протести во Скопје, но и во континуитет на социјалните мрежи се шират лажни и вознемирувачки вести, вклучувајќи наводни жртви на полициско насилство. Манипулаторите користат секакви методи. Стари фотографии, лажни текстови и постови креираат измислици. Како наводни повредени учесници на протестите беа сервирани стари фотографии на Северина, на поранешна мизна Ирска или жртви на насилство од соседните земји. Сето ова може да се провери, пронеде и разоткрие доколку се има вистински знаења и вештини. Владата на Република Македонија е целосно посветена на справување со појавата на масовно ширење на лажните вести. Постојано действуваме против дезинформациите и веруваме дека проактивното објавување на информации, отчетноста и транспарентноста придонесуваат за намалување на лажните вести и пропагандата. Концептот на целосна транспарентност, што го спроведуваме во оваа една година на владата, е сосема спротивен од затвореноста на претходната власт за споделување на информации, особено со критичките медиуми и новинари. Токму концептот отворена влада е лесниот пристап до институциите и јавните информации и е основен предуслов за оневозможување на лажните вести. Вистината е најголем непријател на лагата. Нема здраво општество, нема здрава демократија без точна, прецизна и навремена информација. На овој начин се гради доверба помеѓу владата, институциите и граѓаните. Колку е таа поголема, колку повеќе веруваат граѓаните дека институциите не кријат информации од нив, толку е помала можноста тие да станат жртва на лажните вести и пропагандата што ја шират разни центри на моќ, на политичка, економска или медиумска моќ. Воедно, сакаме нашите граѓани да бидат квалитетно информирани, да бидат свесни за начините и обидите за злоупотреба на јавноста. Институциите веќе работат на создавање и спроведување на програми за медиумска писменост, со кој што ќе ги зајакнеме вештините на граѓаните и отпорноста кон лажните вести од најмала возраст.
Преку образовниот систем, неформалното образование, но и преку заедничката соработка со медиумите и медиумските и новинарските асоциации. Освен тоа, ги следиме внимателно препораките на оваа тема кои што доаѓаат од Европската Унија и други релевантни меѓународни организации и институции. Во овој правец, неминовно е посилно здружување на сите чинители во медиумската индустрија, додека пак владите и политичките субјекти ќе мораат подсврсто да ги почитуваат, да се повикуваат и да ги ползуваат нивните препораки и сугестии. Критиката од граѓаните, политичките или граѓанските здруженија и медиумите не смее да стивне. Напротив, таа мора да биде аргументирана и гласна, да се слушне и да влијае силно на владините политики. Затоа владата дава апсолутна поддршка на саморегулацијата и поддршка на работата на Советот за етика, Советот на честа при Сдруженијето на новинари на Македонија, сервисите за проверка на факти и другите медиумски проекти, како и на сите алатки што можат да доведат до зголемен капацитет на граѓаните за критички и аналитички однос кон пласираните информации во јавноста. Свесни сме дека премногу регулација на медиумите може лесно да се злоупотреби, да резултира со цензура и да поттикне автоцензура. Затоа сметаме дека е неопходна силна саморегулација и почитување на етичките и морални стандарди на новинарската професија. Почитувани, пропагандата е стара колку и самото новинарство, ако не колку и самото општество. Со дигиталната револуција таа добива простор и алатки со кои лесно може да допре до масовна публика. Но таа дигитална револуција исто така нуди неограничени можности за борба против лажните вести и подобро информирање на јавноста. Затоа владата ќе продолжи со активна и двонасочна комуникација на интернет, на социјалните мрежи за брзо пресетнување на лажни вести, како и со активна соработка со новинарските и медиумските организации за адресирање и исправување со оваа појава. Оваа битка ниту сега почнала, ниту пак веднаш ќе заврши. Борбата меѓу лагата и вистината е вечна. Силно верувам дека преку соработка со институциите, медиумите и граѓанскиот сектор, преку размеја на меѓународни искуства, со конструктивен придонес и на политичките актери, ќе создадеме поефикасни механизми преку кои граѓаните ќе добијат реална можност за вистински информации. Тоа е суштинска цел за сите нас, и во политиката, и во граѓанското општество, и во медиумите. Ви благодарам и посакувам плодна и содржајна дискусија.